Përputhja ligjore e pagës minimale me të cilën në muajin mars punëtorët priten të marrin rreth 25 euro rritje të pagës minimale është opsioni më i mirë për momentin, vlerësojnë ekspertët. Profesorët universitar Marian Petrevski dhe Albin Bausch në emisionin Biznis 21 theksuan se e drejta e sindikatave për të protestuar është legjitime, por në kushtet aktuale ekonomike përputhja ligjore paraqet një qasje të balancuar që mbron njëkohësisht fuqinë blerëse të punëtorëve dhe stabilitetin makroekonomik, pa krijuar rreziqe shtesë për inflacion dhe presion fiskal. Минималната плата е најниска во регионот, да, најниска е ако ја гледате изолирано, односно како апсолутна бројка, меѓутоа ако ја гледате во однос на некој друг агрегат, во однос на просечната плата или пак побитно ако ја гледате во однос на ценовното ниво, тогаш ќе заклучиме дека не само што не е најниска, туку е некаде околу средината, кога гледате целиот европски континент или малку десно од средината. Во овој случај не заслужуваше државата да биде арбитар во овој социјален диалог, ајде да го наречеме. Значи, не се дава одредени, спомна професорот, статистички бројки на кои што треба да се види дека тоа е вака поминуваше цело време. И сега, затоа се создаде и овој зинџир на незадоволства, и уште ќе ја мислам ќе продолжи понатаму затоа што немаше тој социјален диалог, не се стави во одредена рамка да се направи и да се направи една конкретна стратегија како понатаму да се зголеми таа минимална плата. Të dy janë të mendimit se projeksionet buxhetore të vitit të kaluar, por edhe ato për këtë vit janë të fryera dhe janë pesimist se do të realizohet ajo që është planifikuar. Годинава ќе биде истата судбина. Еве, ако не настане ребаланс во кој што ќе ги скратат приходите, в година ова време викнете ќе разговараме, повторно ќе биде 90-92%, затоа што проекцијата е надувана. Од такво нешто нема потреба. Значи, треба проекцијата да се порамни со реалноста и потоа на расходната страна да се види што ќе се прави. Неопходна е рационализација. Затоа викам овој простор кај што вие ќе ветувате дополнителни социјални доходи, инфузија на социјални доходи во економијата не постои, е исцрпен. Ако одиме кон ова што гледаме буџетот како е конструиран и ајде се политички да речеме, ако имаме дури предвремени избори во државата, не мислам дека ќе има пак 2 до 3% инфлација ова година. Мислам, не дека имам некоја научна прогноза направена, но перцепција. Значи инфлацијата можна и годинава да остане висока според вас? Јас мислам да. Ekspertët janë kategorikë se pa reforma strukturore ekonomia e vendit ashtu siç është e vendosur nuk mund të prodhojë rritje më të madhe se 3 deri në 4%. Sipas tyre, të gjitha qeveritë deri më tani janë përgjegjëse për rritjen e borxhit publik, thonë se në të ardhmen do të huazohem gjithnjë më shtrenjtë, por do të rriten edhe shpenzimet për interesat që do t'i paguajmë.